Добро утро, почитувани гледачи. Добре дојдовте во да си кажеме во утринската програма на Телма. Утрово ќе си кажеме со господинот Димитар Кочовски, председател на Македонската енергетска асоциација. Господине Кочовски, добро утро, добре дојдовте во утринската програма на Телма. Благодарам за поканата. Ве поканив со оглед на тоа што во каква состојба се наоѓа не само Македонија, туку целиот регион, па би рекол и планетата глобално. Енергетска криза, и тоа една од посилните што се памети во поновата историја. Македонија се соочува со навистина тешка состојба и има многу прашања и дилеми за кои би сакал да позборуваме во наредните половина час. Меѓутоа, во исто време вие сте и директор на ТЕТО, компанијата од која зависи на некој начин снабдувањето со топлинска енергија на голем дел од главниот град, од метрополата Скопје. Така што во таа насока би го поставили првото прашање, би го стартувал разговорот со еден цитат. Не знам колку е ова вистина, но добив информација од прилично релевантни извори, тоа е дека газ топлификација, односно ТЕТО, има до 31 декември 2021. Што значи, ако не обезбедат количини на газ, од 1 јануари скопјани може да останат без затоплување, рече Христијан Мицковски, председател на најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМН, во гостување на топ тема на телевизија Телма пред 2 дена. Можно ли е да останеме со студени радиатори од 1 јануари? Не, само малце да објаснам. Значи, ТЕТО АД Скопје не е одговорен за централното грејење. Тој е само еден од снабдувачите, тој е нерегулиран производител на топлинска енергија, кој што настапува како играч на слободниот пазар, додека компанијата Balkan Energy Group е одговорна и со лиценца како регулиран производител на топлинска енергија да обезбеди грејење за домовите. Вие како нивни снабдувач, какви се вашите информации? Ние сме еден од снабдувачите, до сега редовно ги снабдувавме со природен газ и со топлинска енергија. Значи, различно, некогаш учествуваме со 50% во вкупните испораки, некогаш помалце, некогаш повеќе. Нашите, по однос на дали ќе има студени радиатори, сигурно нема да има. Значи, газ има, пазарот е ликвиден, количини има, и нашата компанија има долгорочен договор за газ, кој што е берзански индексиран. И има и други снабдувачи со природен газ на пазарот во Република Македонија, односно се купува на јавен повик, БЕК купува газ и ние ќе се обидеме, ќе бидеме еден од понудувачите на природен газ за таа компанија, но има и други, ќе видиме зависно од резултатите на тендерот кој ќе биде снабдувач. Во таа смисла, сигурни сте дека БЕК, компанијата која е задолжена да ја обезбеди топлинската енергија, односно да ја дистрибуира до крајните корисници, до радиаторите низ скопските населби, ќе биде снабдена со газ за да го произведе таа топлинска енергија? Значи газ, количини, расположливост има. Има, не само ние, и другите лиценцирани снабдувачи со газ, кои што се активни на пазарот, имаат газ. Ќе имаат. Тогаш е прашањето, што исто така се наметна од гостувањето на Мицковски, односно тој во истиот тој разговор рече дека парното ќе можно е да поскапи до 2,5 пати поради цената актуелна на газот на светските берзи. И вие рековте, газ има, не е во прашање количеството, во прашање може да биде цената. Цената, сега какви ќе бидат понудите на тендерот, јас не знам, нели, не сме само ние играчи на пазарот на природен газ, но од она што ние го имаме како влезен трошок, да, пошто е таа врзана на берза, цената на природниот газ драстично е поскапена во последно време, и како и секаде во Европа па и во светот. Тоа е глобален проблем на овој пик во скокот, но не само пик во наглиот раст на цената, но и огромната нестабилност, односно варијација. Секој ден се менува во големи, да речем, во нестабилен пазарот, во големи амплитуди се менува цената на газот и заради тоа има многу фактори кои што сега се уште не може да се каже која ќе биде крајната цена на овој тендер. Ова цифра што е спомната 2,5 пати? Не знам како е израчуната. Значи, регулаторот си има правилник, тоа е јавен документ и
Има методологии на кој начин се пресметува крајната тарифа за корисниците. Се разбира, тука влегува како главен трошок цената на горивото. Во секој случај би ве замолил за малку поконкретен одговор, бидејќи вие сте еден од снабдувачите, како што рековте, на БЕК. Цената на гасот деновиве урива рекорди, односно есенва урива рекорди. Вие веројатно го набавувате гасот од Русија, односно од веројатно руски газ, нели? Да, само Газпром е испорачател за Македонија во моментов. Така, ако сте набавувале во текот на летото или минатата година по една цена, сега ќе го набавите по друга цена и ќе го снабдите БЕК по таа цена по која веројатно ќе си овозможите и за вас одредена маржа, односно заработка. Во таа смисла, може ли да се направи некаква пресметка колку би бил Ја можам да ви дадам ранг како осцилира цената на гасот последниве 2 недели, пошто тоа се менува на дневна основа, значи осцилира од 60 до 100 евра за мегават час, а порано, да речеме во квартал 1, првиот квартал од минатата година, кога беше ковид кризата, беше 13 евра за мегават час. После летото беше 33 во однос на летото, после 33 покачена е летото и сега се движи во таа варира меѓу 60 и 100. Ако е 100 во однос на минатата година кога било од прилика 13, значи речи си 10 пати. Да, така е. Значи овие две и порасната во однос на зимата прошлата година, квартал 1, 2021 година, скоро 10 пати точно. Значи не изгледа и невозможно оваа 2,5 пати поскапување на парното грејење, на цената на парното грејење, со оглед на импутот на цената на енергенсот. Ќе видиме, значи ќе видиме согласно, пошто ја кажав, има и други снабдувачи, може има и поконкурентни понуди. Тето има таква цена, значи берзански врзана на австриската берза, која што е релевантна. Другите снабдувачи не би оделе на собствен... Не знам, затоа што во регионот, знаете, па и во државава, други снабдувачи има по други индексирани формули. Не по берза, туку има други формули за цена. Ќе видиме. Значи све зависи кога ќе... Но тоа би значило дека некој би работел на собствена штета. Не, значи нивната формула на снабдување од нивниот снабдувач не е по берзанска формула или е по берзана нафта и така натаму, а нафтата гледаме дека е многу поевтина. Таа таа поскапува, но не со такво темпо како гасот. Во секој случај на крај одлуката ќе донесе регулаторната комисија, тие рекоа дека ќе направат се за да ги задржат постојните цени, односно да не се одрази тоа врз крајниот корисник. Меѓутоа, од ова што го слушнавме досега, јасно е дека пазарно неодржливи се овие цени и на парното и на струјата како... Да, па и сите сектори во енергетиката паралелно отидоа нагоре, значи цените. Само нафтата е најблаго расте, да речеме. Најконзервативна е нафтата. Електричната енергија и гасот пикира, но заради тоа што гасот е сега главен драйвер на цената на електрична енергија во Европа. Тоа ја определува фактички цената на електрична енергија, гасот. Сакам уште нешто да додадам. Значи, потрошувачите на топлинска енергија, кои што се некаде 300 мегавати во градот Скопје, во моментот се релаксатори на системот, електроенергетскиот систем, односно не грејќи се на електрична енергија, го релаксираат системот и потребата од увоз и дополнителни производства. И сметам дека како што се штити, односно се заштитуваат потрошувачите на електрична енергија, домаќинствата пред се, потребно е да се заштитат доколку дојде до посериозни ценовни шокови на цената на топлинска енергија, да бидат заштитени потрошувачите на топлинска енергија. Затоа што тие, доколку не бидат заштитени, а цените се високи, ќе одат на електрично грејење и тоа ќе видат тотален распад. Нели, уште 300 мегавати ви требат уште 2 блока или огромен увоз на електрична енергија. И затоа тука е клучно да се реагира навреме, со тоа што тука проблемот по обем не е толку голем како кај електрична енергија, затоа што се само 50.000 потрошувачи, не се 600.000, нели? И проблемот како од финансиски аспект е многу помал, нели, вкупно земено отколку на електроенергетскиот систем. Ги спомнавте гасот и струјата како продукти кои уриваат рекорди оваа есен од енергенсите. Јас исто така би се повикал на релевантни извори од кои добив информација дека
државата се соочува со недостиг и на струја, односно има струја како обезбедена количина доволна само за уште неколку денови и дека ако не се набави, односно не се превземе повторно од меѓународната мрежа, бидејќи тоа е единствен излез во моментов, со оглед на ограничените производствени капацитети и тоа ќе биде таа цена на струја набавена по струјата која ќе ја набавиме ќе биде по висока цена. На Македонија може да и се случи мрак ако не се набави, односно не се преземе струја од меѓународната мрежа. Какви се вашите сознанија? Не, значи превземањето струја, значи што значи превземање струја, доколку не сте ја купиле струјата, а потрошувате струја која што не е најавена и купена од надворешен снабдувач или внатрешен, нели, трговец или снабдувач, тогаш се случува дебаланс на мрежата, нели, тоа е систем на врзани садови со соседството и се повлекува енергија која што потоа се плаќа по поскапи цени од колку пазарните. Значи нема смисла да се влече струја од мрежа затоа што подобро е да се купи. Ни се случи тоа во неколку наврати. Па се случи да имаше дебаланси ради технички проблеми, испади и така натаму, се случувало и порано. Што сакам да кажам за струјата? Електрична енергија има, пазарот е се уште ликвиден, може да се купува, ние ги следиме случувањата, тендерите, меѓутоа цените се огромни. Да, тоа е факт. Тоа е факт и тоа е резултат на севкупната европска криза. Да, има силна психологија на страф на недостаток на гориво за производство на електрична енергија од газ, а газот, како што кажав, е главен драйвер сега ја определува цената на електрична енергија на глобалниот пазар. Порано беше јагленот, со повлекувањето на јагленот, газот станува главен, да речам, маркет мейкер на енергијата, вклучувајќи и електричната енергија, и заради, да речам, не докрај исполнетите резерви за зима, како обично што се полнат подземните складишта со газ во Европа, постои психологија на страф и заради ова е... Значи, покрај фактичката состојба има многу и психологија. Психологијата на берзите ги крева цените. И дополнително има многу шпекулации на фондови кои што играат на стравовите на пазарите. За да заработат. И уште повеќе ја зголемуваат паниката и на променливоста на пазарот заработуваат многу пари. Да, тоа е проблем. Колку во сето тоа има и политика, и тоа зборувам за геостратегија, бидејќи кажавте ние сме како земја комплетно зависни од рускиот газ? Ова е на ниво на Европа, па и на светот. Значи тука геополитика, освен овие информации околу Северен тек ќе го биде, нема да биде, тие исто така силно психолошки влијат на пазарот. Другото е фундаментален проблем. Проблемот се работи за пост-ковидна ситуација, кога непредвидено многу почна да расте економијата и побарувачката на газ, а во меѓувреме, нели, со политиката на зелен премин, голем дел од јагленот е исфрлен од пазарот и се јави недостаток на газ и покрај тоа што сите произведувачи во светот, нели, при максимални производства се обедуваат да ја затворат потрошувачката. И LNG, и особено голем проблем представува пазарот во Кина, кој што огромни, само да ви кажам пример, да речеме Кина има оваа година зголемување на потрошувачката на газ од 25 милиарди кубни метри, тоа е онолку колку што и фали на Европа да ги има резервите како минатите години и да нема криза. Значи само едно годишно зголемување на потрошувачката направи толку голема дупка. Меѓутоа ова го објаснивте како реален след на она што се случува по пандемијата, на реалното покренување на економијата. Така е. Тоа во комбинација значи со зелената агенда. Да, јагленот полека се исфрла, обновливи извори. Нагла потреба од енергија, а тука е само гасот, а гасот се ограничени ресурсите во моментот, нели? Ќе треба некој време, тоа е инертно. Так. Гасот ќе ја достигне побарувачката, но ќе има инерција, година, две, нели? Треба инвестиции, бушење и така натаму, отварање на нови. Рековте на тоа се надоврзуваат и шпекулативни причини кои го дестабилизираат пазарот заради тоа што одредени фондови си профитираат на тоа. Се печали на тоа, да. И трет фактор можеби да е политиката, односно еве сега на пример и од Берлин во неколку наврати слушаме контрадикторни информации во врска со иднината на Северен тек. Еднаш ќе го биде, па еднаш нема да го биде. Зошто се такви политичките пораки?
Па јас во политика многу и да ви кажам не следам. Ја од економските фактори можам повеќе да говорам. Дали ќе се пушти, како, кога, само што следам дека сигурно ова грена сезона нема да се пушти. Значи тој гасовод нема да придонесува во енергетскиот систем, да, оваа грена сезона. Добро, да се вратиме на Македонија и ќе ми дозволите уште еднаш да го цитирам Мицковски во гостувањето во Топ тема, не како лидер на опозиција, туку како поранешен директор на Електрани. Веројатно ја познава состојбата, па вели дека има решение, но чини многу пари, недостасуваат близу 200 милиони евра во енергетскиот систем за да се затвори билансот. Веројатно мисли да се истера зимата. Стабилно, без поголеми шокови испади во мрежата, без рестрикции, без мрак и без студени радиатори. Она што е најважно за граѓаните и за компаниите. И рече 65 милиони евра се платени, се обезбедени односно од буџетот по прогласувањето на кризната состојба, недостигаат уште 150, отприлика 160 милиони евра за да се обезбеди стабилна енергетска зима. Дали и вашите математики се такви? Ја не би се осудил да прогнозирам, заради тоа како што ви кажа, видите во кои рамки осцилира пазарот на енергија сега. Неблагодарно е било која цифра да ја земете дека ќе биде во наредните 3 месеца, кога секој ден се менува по плюс минус 20-30% цената на енергијата. Значи, не би се осудил да кажам колку и како, зависи од зимата. Никој не може да каже, има драстична разлика меѓу топла и ладна зима. Доколку е умерена зимата, многу помалку енергија треба. И плюс не само што помалку енергија треба, но и цените ќе паднат. Пошто ако е умерена зимата, ќе биде европски умерена. И тогаш ќе се релаксира, може да се случи да влеземе во јануар, да има прогноза на умерена зима и наеднаш цените да паднат за цел квартал 1. Да речеме, нема да се вратат на нивоа 5-60, меѓутоа да паднат на некои нивоа 70-80 и така натаму. Значи има многу фактори. Рангот на осцилација е огромен. Многу променливи во равенката. Има многу фактори и многу непознати во равенката, меѓутоа имаме и многу надлежни институции и одговорни лица. Имаме и енергетска асоциација, имаме 2 стопански комори, имаме бизнис заедница и имаме и експерти кои на некој начин можеле или требале да го предвидат ова. Можеше ли да се спречи да се доведеме во ваква ситуација како енергетски зависна држава, зависна во смисла на увоз на струја и на други енергенси, да се предвиди барем нешто во текот на летото и да се реагира посоодветно и побрзо? Имам впечаток дека доцниме со неколку чекори во све. Значи во енергетиката е капитално интензивна дејност и ништо не можете да направите преку ноќ, ниту за година порано. Значи да се спречи, да, убаво е да се има домашно производство, затоа што ако енергијата имате внатре, сепак е под ваша контрола, барем сте сигурни дека ја имате, дури и да е скапа, нели? Меѓутоа, проблемот е структурален. Со децени електричната енергија се третира како социјална категорија. Нон-стоп ЕРС да се крене тарифа, знаеме, нели? Најосетлива тема во јавност е да се крене тарифа на електрична енергија. И заради тој притисок постојан, да, системот е голем, меѓутоа ако вие го подјадувате постојано, ако имате хронично недоинвестирање, односно не акумулација на профит, нема пари за инвестиции и нема пари за обновување. И како што одите подлабоко, вие доаѓате во ситуација кога веќе е неиздржлив проблемот, но сега ви треба нова деценија, тоа да го смените, или барем 5 години, и со интензивни инвестиции да изградите нови капацитети. Тоа не се прави преку ноќ. Не можете да го предвидите во јули, па нешто да направите. Ме разбирате? Тоа требаше да се направи одамна. Добро. Според експертите кои ги консултираа моите колеги од информативната редакција, 2 грешки на надлежните придонеле за обемот на енергетската криза во Македонија. Првата, според нив, е одлуката да се извезува струја во летните месеци по цена далеку пониска од сегашната. Значи Македонија извезувала струја во летните месеци, а втората е тоа што голем дел од таа струја беше произведена од хидроцентралите и акумулациите беа испразнети, наместо таа вода да се чува за сега кога не достига вода, сушност. И
таа да биде произведена од термоелектраните тогаш. Да, се слагам за хидроелектраните. Во принцип, тие се, да речам, највиталниот дел од електроенергетскиот систем и тие може да служат, пред се треба да се користат за балансирање, за корекција на испади и дури прескокнување на подолги испади на блокови, и главно треба да се чуваат. Секоја хидроакумулација си има режим хидролошки како треба да работи, тој треба да се почитува. И кога системот е краток, а вие имате вода, сепак попаметно е, дури да е скап увозот, знаете, секогаш е искушението, имате скапа енергија у моментот, ви не достига енергија, имате вода во хидрото, и не сакате да платите, нели? Затоа што се надевате ќе го затворите испадот и после тоа ќе дојде нова вода. Исто се прават проекции на долгорочни колку ќе дојде вода. Нажалост, последните 2 години се многу сушни и можеби колегите правеле проекции дека ќе дојде вода, но тоа не дојде. Но сепак има и субјективни грешки, не се сите од објективна причина, глобалниот недостиг и Не се слагам, значи хидрата без разлика на тие искушенија не треба да се паѓа. Значи колку е скапа енергијата треба да биде правило. Ако имам испад и имам скап пазар, релативно подобро да купам од пазарот, нели, базна енергија, отколку да ја трошам водата. Водата да ја чуваме во текот на целата година за решавање на вакви комерцијални кризи и на технички испади и кризи. Сега е доцна да се набави вода? Има шанс? А вода не може да се набави никако. Требало да се чува во акумулациите и Да, генерален принцип тоа е. Акумулациите, јас сум работел у хидросекторот, значи има пропишана хидролошки режим на возење. Се знае у кој месец на која кота треба да е акумулацијата. Ме разбирате? Прекршен е во овој случај сега? Па веројатно, извинете. Согласно моите информации колку се нивоата, далеку е под таа точка, која што треба да бидат се акумулациите. Кој е одговорен за тоа? Па не можам да кажам. Планери има, да, тоа се одлуки на раководството на компанијата. Исклучен е микрофонот, морам да го... Ето, сега ќе биде добро. Нема проблем. Добро, државата ќе направи се што е во нејзина моќ, така уверуваат надлежните да обезбеди што е можно помало покачување или воопшто да нема зголемување на цената на струјата, што е веројатно невозможно во периодот што следи. Што е со бизнисот, со компаниите, со големите потрошувачи на струја? Дали и за нив ќе има струја доволно и дали ќе се интервенира и кај нив во однос на цената? Прво да го коментирам првиот дел, да нема покачување на струја, значи пак се враќаме во стандардното, нели, да никогаш да нема покачување на струја. Момент само, повторуваме преки. Да. Ако е во ред се, тогаш да продолжиме со разговорот. Да. Извинете ме прекинав, рековте да се вратиме значи, спомнавте да не дојде до покачување. Значи струјата мора да се покачува и тоа е добро да се прави постепено. Значи и досега требаше да се прави за да се овозможи прилив на профит во енергетските компании. И не само тоа, и да се направат енергетските инвестиции атрактивни. Досега зашто нема инвестиции во енергетскиот сектор? Нели, за 20 години едно тето е направено, и не знам, ветерен парк, Богданци и толку, Света Петка и Козјак. Значи тоа е пред се заради тоа што нема мотивација ке инвеститорите во таков пазар да инвестираат. Затоа струјата мора да се покачува, меѓутоа тоа треба да се прави постепено и да се слагам, сега треба да направи државата све што може, овој шок да го амортизира, пошто е неиздржлив, но сепак треба да почне да се покачува струјата. А во однос на компаниите... Кога влеговме во студиото, ми рековте дека е нелогично за земја увозно зависна од струја и од енергенси, од секаков вид. Да плаќа поевтина струја од многу помоќни енергетски држави околу нас. Нели? Да. Купуваме струја од некоја земја во која струјата што ја плаќаат и домаќинствата и компаниите е неколкукратно поскапа од колку кај нас. Тоа е неодржлива ситуација. Тоа може да се тегне, нели, година, 2, 5, 10, но колку поише го тегнете
тој режим, толку потешки ќе бидат последиците. И тоа е така затоа што струјата била третирана како социјална категорија. Така е, тоа е главната грешка. Струјата треба да се третира како комерцијален продукт, а помош кон ранливите категории или воопшто кон потрошувачите, ако таква е политиката на владата, треба да се дава преку социјалните програми, односно преку буџетот, а не преку депресирање на цената на енергентот, на енергијата. И во насока на ова што го кажувате, колкава според вас би требало да биде тоа поскапување на струјата? Колкава би била реална цена на струјата во Македонија? Струјата сега, ако земаме овие цени, реалната струјата, што е берзанската, значи тоа е огромна, не се надеваме овој пик ќе падне, ќе се врати на некои, да речем до пред година-две беше на берза струјата 5-60 евра, значи треба да се прилагодиме на таа цена. 5-60 евра на пазар, толку треба да биде и за потрошувачите, нели, да не биде пониска за нив. И да се остава можност за акумулација на добивка и за инвестиции. И сакав да кажам во однос на стопанството, пред се во таа функција сум тука, сметам дека мора да се поддржи. Многу компании имаат проблеми. Значи компаниите, голем дел од нив уредно си купија електрична енергија по цени кога ги подпишува договорите 5-60-70 евра. Потоа дојде бран на раскинување, оставени се на отворениот пазар да купуваат сега непредвидено скапо. Тие кога планирале своето производство, планирале на подпишани договори, на влезни трошоци. Сега се во многу незавидна ситуација. И други компании кои што се енергетско интензивни, да речеме, се во тешка ситуација. Некои повеќе, некои помалку. Има компании каде што и излезниот продукт им е покачен на берза, па тие се компензираат колку толку, нели? Нема таков удар. Меѓутоа, генерално мора да се помогнат компаниите, затоа што ако ги помогнете домакинствата, не ги помогнете компаниите, ако тие, да речеме, затворат 2-3-5 месеци, многу тешко е да се вратат на пазарот, не дај Боже да банкротираат. И тогаш домакинствата кои што работат у компаниите ќе останат без плата. Па џабе ги врзано е се. Све е врзано, значи треба интегрално да се помогнат и компаниите. Ова е ситуација форс-мажор. Ова ситуација, сите проекции се ќе трае некаде до пролет и треба да се издржи. Значи треба да се издржи. Најскапо е да нема струја или да пропаѓаат компании. Тоа е многу поскапо отколку да се поддржат со некоја финансиска помош. Сојузот на стопански комори побара од владата итни мерки за поддршка на домаќинствата и предпријатијата, даночни олеснувања и интервенција кај акцизите. Кои се вашите предлог мерки што би можеле да се превземат за да се ублажи ударот? Треба да се разгледа, ја би одел тоа треба да се направи анализа, сектор по сектор, кој сектор колку е погоден и соодветни мерки. Вака паушално не би можел да кажем. Со оглед на ситуацијата, РЕК Битола не може да го стабилизира производството? Па последно, колку што читав, сега работат. Добро, ТЕЦ Неготино е се уште во мирување. Кој е најисплатив начин за домашно производство во моментов со оглед на цените на мазутот, и другите енергенси? Влезна цена на мазутот е 60 евра, баш утрово ја гледав, 60-63 евра за мегават час. Ако ја ставите при коефициент на полезно делство 25-30% има ТЕЦ Неготино, ќе дојдете на некоја цена над 200 евра. Значи, блиска повторно е до пазарната. Цената на гасот е во моментов околу 100 евра, 90-100 евра на мегават, произведена преку когенеративна гасна постројка, повторно е на 200 евра, тука некаде се. Значи, производните цени и од мазут и од газ. Меѓутоа, мазутот, што е добро, доколку го имате Неготино, вие нема да имате многу бенефит во однос на пазарната цена, меѓутоа сигурни сте дека ја имате. Ме разбирате, таа е ваша енергија. Затоа што во смисла на стабилизација на пазарот. Така е, затоа што тоа е вие осигурана енергија што имате во земјава. Затоа сметам дека да, треба да се направат напори, дури и да е иста цената, пазарната и Неготино подобро да работи. За енергетска стабилност на државата во иднина, каде Македонија треба да го насочи својот фокус? Фотоволтаици, ветерници или го електрани на насочи газ? со енергетската стратегија, баш тие три извора. Значи таква е енергетската стратегија, значи фотоволтаици, јагленот веќе не доаѓа во предвид, нели? Тоа е затворена тема, треба да се оди на обновливи извори и гасни електрани, комбинација од нив. И умерен увоз, да.
идеална диверсификација на извори. И уште едно прашање, бидејќи цената на струјата е таква каква што е и цената на сите други енергенси, Централната банка ја ревидираше стапката на инфлација, на можна инфлација. Вие очекувате ли поголем удар врз цени во формирањето на цените на останатите производи? Енергијата е основен во многу, па и во храната и во други дејности, во голем дел влегува во производната цена. Ќе има последици по цените на крајните производи, тоа е неминовно. Господин Кочовски, ви благодарам многу за гостувањето во утринската програма на Телма и за овие исцрпни и релевантни одговори. Благодарам и вам.